Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Се јави за збор затоа што сметам дека не треба да помине изборот за председател на регулаторна комисија без ниту една дискусија и не треба апсолутно да не се подсетиме на тоа што беше претходно кажувано, заради тоа што ова е директна потврда на тоа што и како прави ВМРО-ДПМН додека е опозиција, а како и на кој начин се однесува додека е власт. И тоа апсолутно важи како едно правило кое што најмногу се однесува за верските заедници, меѓутоа и за сите од ВМРО-ДПМН, дека слушајте тоа што ви говорам, ама не гледате тоа што правиме. Предлогот за избор на председател на регулаторната комисија за поранешниот градоначалник на Радовиш од редовите на ВМРО-ДПМН, јас нема да го напаѓам од аспект на тоа дека бил партиски член. Да, е партиски член и од тоа нема бегање никакво, дека е партиски член. Меѓутоа, принципот кој што сакавте да го држите, дека ќе ги промените работите во Македонија, дека ќе го смениме системот во Македонија од тоа што било претходно, апсолутно покажувате дека дополнително го менувате меѓутоа на полошо. И верувајте, полни ви беа устите на сите вас, на извршната власт, на ВМРО-ДПМН, на ЗНАМ, на Вреди, дека ги именуваме работите од самиот старт, посебно после случувањата во Кочани, во кој што сите излеговте декларативно овде дека да, од денеска почнуваме да ги именуваме работите во системот. Системот мора да биде целосно променет, на тоа не повикуваат сите граѓани, на тоа не обврзуваат жртвите кои што се и така натаму и така натаму. Што се случи во суштина? Од тој момент до денеска сите законски решенија кои што се носат, сите кадровски решенија кои што се носат, укажуваат на тоа дека не се менува системот на подобро. Или за сето она за кое што сте говореле претходно дека не е добро, дека е лошо, дека треба да се промени, дека има партизација, дека се ставаат луѓе несоодветни на одредени позиции, сето тоа го променивте и овозможивте практично преку промена на законите. 90% од тие закони кои што сте ги донеле до сега, погледнете ги, сте ги подпишале дел од тие, во тие законски решенија намалувате критериуми за избор на кандидати за директори или раководители на одредени позиции. Тоа е едната работа. И втората работа, таму каде што апсолутно сте биле против, сте укажувале на тоа дека не треба да има партизација, не треба да правиме вакви работи, посебно во регулаторните тела, денеска ја имаме токму обратната ситуација во која што вие истакнат партиски член го предлагате за председател на регулаторната комисија. Уште полошо од тоа е заради тоа што кандидатот кој што го предложивте за председател на регулаторна комисија има или имал, како што и наведува самиот, фирма Алфа Инженеринг, основана 2000 година, специализирана за широк спектар на дејности, меѓутоа вклучување на изградба на мали хидроцентрали, трафостаници, далноводи, прочистителни станици, фотоволтаици и стамбена изградба. Тој е собственик на 3 мали хидроцентрали, а неговата матична фирма остварува удел и во енергетската сфера преку компанијата Екотера, која поседува одобрение за изградба на вакви енергетски објекти.
Понатаму во фирмата Hydroenergy Group, која што исто така се занимава со енергетика, каде што Ристов е еден од сособствениците, и МХЦ Козја река, лоцирана во близина на Радовиш, проекти кои што се направени во околината на Радовиш. Единствено нешто што можам да го разберам како прифатлив критериум на ВМРО-ДПМН е тоа да има хидроцентрали за да добие одредена позиција во рамките на партијата. И покрај падот кој што го прикажува во 24-та година на фирмата дека има пад во приходите, сепак остварува добивка од 23.928.208 денари или околу 400.000 евра, и сега замислете, ја продава фирмата, ја отуѓува на кого? На Звезда Андонова, неговата сметководителка, која што до тогаш му води сметководство, продолжува и понатаму. И тоа е рецепт познат кој што се прави во овој дел. И сега независниот председател на регулаторната комисија ќе одлучува за регулирање на цената на електричната енергија за граѓаните низ призма како неговите фирми ќе остваруваат профит. Тоа е позицијата која што практично ја нуди ВМРО-ДПМН во овој дел. И ќе кажам само една работа. Кога се вршеше избор на председател на регулаторна комисија во претходниот мандат, се јавиле за збор повеќе колешки пратеници, колеги и така натаму, кои што укажувале на пропусти во делот на кандидирањето и избор на тогашниот председател на регулаторната комисија. Например, колешката Силвана Ангелеска ќе рече: јас ќе прочитам за јавноста само неколку извадоци од Законот за енергетика, член 17, каде функцијата член на регулаторна комисија за енергетика се врши професионално, не е спојува со вршење на друга функција и така натаму, и во последните 15 години пред именувањето да има најмалку 10 години работно искуство во енергетиката, односно во обезбедување на водните услуги, при тоа да нема функции во политички партии и така натаму. Ова е цитат од стенограмот на колешката Силвана. И сега не знам дали тогаш сте во право кога ги кажувате овие критериуми. Очекувам дека денеска овде на мониторот ќе имаме црвено светло од колешката Силвана Ангелеска, заради тоа што ова е побрутално од тоа што вие го кажувате претходно. И секако колешката Лидија Петковска, која што била исто така многу инвентивна во дискусијата, па кажува дека кога се подготвува за дискусијата за парламентот за регулаторна комисија, била во сериозна дилема зашто е тука, дали за носење на законски решенија или за исполнување на некакви желби од тептерот на СДСМ за вдомување на кадри кои што ќе бидат дел од енергетската компанија. Денеска, колешки, покрај тоа што ви е кандидатот од ВМРО-ДПМН, кандидатот ви е собственик и на хидроцентрали, на енергетски компании и така натаму и така натаму. Ако тогаш не било добро тоа што го наведувате како критериум, исто и вас ве очекувам денеска да гласате против ова решение. А ако не гласате против, тогаш ова што сте го зборувале, можете да го фрлите и да кажете дека едно збориме без став, без интегритет и без никаква почит кон граѓаните. Благодарам.